Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ. Започнуваат вести на Слободен печат. 18 години без Тоше ќе остане наш вечен непробол. На денешен ден, 16 октомври во 2007 година, Тоше Проески го загуби животот на 26 годишна возраст во сообраќајна несреќа на автопатот во Хрватска. Целиот Балкан плачеше и се прости од овој уметник, а денеска навршуваат 18 години од неговата смрт, која го потресе целиот регион. Автомобилот во кој се наоѓаше македонскиот пејач се судри со камион во утринските часови во близина на хрватскиот град Нова Градишка. Тоше Проески во моментот на несреќата седел на совозачкото седиште и спиел. Собранието тој ден ја прекина седницата за да му оддаде почит на починатиот пејач со едноминутно молчење. Во Македонија таа година, 17 октомври, беше прогласен за ден на жалост. Македонската радиотелевизија вчера вечер не го емитуваше својот централен и вечерен телевизиски дневник. Не беа емитувани ниту други емисии кои беа најавени на програмата. Наместо дел од програмската шема, во вечерниот термин јавниот сервис емитуваше кулинарска емисија и филм. Од МРТ нема официјално објаснување за овој преседан. Дел од медиумите објавија дека станува збор за технички проблеми поради кои било оневозможено користење на студијата на јавниот телевизиски канал. Одложено е емитувањето на предизборното представување на дел од кандидатите за градоначалници. Ваков куриозитет се нема случајно во модерната историја на македонскиот јавен сервис. Досега немаше никакво образложение од надлежните во МРТ. Тетовчанец се бори за живот. Насилник го претепал и го фрлил во дупка за темели од зграда. Напаѓач кој според информациите е син на полициски командир во градот и од порано е познат како насилник, крвнички претепал со граѓанин, кој потоа е проведен со тешки повреди во дупка од зграда во изградба. Според сведоци на бруталниот напад, 27-годишниот напаѓач го удрил 42-годишниот човек во главата со стаклено шише. Доктор Игор Кузмановски од клиниката за неврологија, кој беше експресно разрешен откако беше објавено компрометирачкото видео на кое меша бела прашкаста материја, прегледувал пациенти во периодот кога специјалистичката лиценца од лекарската комора му била истечена, потврдија за Слободен печат од Министерството за здравство. Претходно од лекарската комора потврдија дека на 15 март годинава на Кузмановски лиценцата му истекла, а нејзино обновување побарал дури минатата недела, половина година по истекот на важноста. Темата е на Мирослава Симоновска. Продолжуваат последните денови од кампањата за локалните избори. ВМРО ДПМН и коалицијата ќе одржат митинзи во Сарај, Чаир, Аеродром и во Газибава. Изборниот караван на СДСМ и коалицијата ќе одржат митинзи во Илинден, Петровец, Шуто Оризари, Будел и во Чучер Сандево. Пресконференција на кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски и пресконференција на кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова. Левица, заедно со Димитар Апасиев, ќе одржи средба со граѓани. Пресконференција е предвидена и на Зелен Хуман град, а предвидена е пресконференција и на кандидатот за градоначалник на општина Центар Мирослав Лабудовиќ од движењето Знам за наша Македонија. Пресконференција ќе има и подпредседателот на Демократската унија за интеграција Арбер Адеми и кандидатот за градоначалник на општина Тетово Бајрам Реджепи. Средба на Стопанската комора на Северозападна Македонија со независниот кандидат за градоначалник на општина Гостивар Висар Адеми. Охридската пастрмка е една од најзначајните и заштитени видови на риби во Охридското езеро. Со години се соочува со постојано опаѓање на својата популација. Главната причина за тоа е фактот што одржувањето на рибниот фонд историски зависи од процесот на вештачко мрестење. Овој процес подразбира собирање на стотици илјади јајца и млеч, нивно оплодување во контролирани услови и секоја година се спроведува од страна на Хидробиолошкиот завод Охрид. Се до неговиот ненадеен прекин од 6 години во периодот помеѓу 2019 и 2025 година. Прекинот според истражувачите довел до уште поинтензивен пат на популацијата на водниот свет. Овој тип мрестење со децении представува последната и единствената алка која ја спречува охридската пастрмка целосно да исчезне. Во Охрид беше колегата Филип Николов.
Трамп изјави дека ја убедил Индија да не купува руска нафта. Сега наред е Кина. Председателот на САД се обиде да ги искористи купувањата на руска нафта од Индија во својата трговска војна. Но Делхи досега се спротивставува. Нафтата и гасот се најголемите извозни производи на Русија, а најголемите клиенти на Москва се Кина, Индија и Турција. И уште една информација во овие вести. Уругвај вчера стана првата латиноамериканска земја што го усвои законот со кој се легализира евтаназијата, откако Уругвајскиот сенат гласаше за законот што долниот дом на парламентот го одобри во август. Уругвај е првата земја во претежно католичкиот регион што ја легализира евтаназијата преку акт на парламентот во Колумбија и Еквадор. Оваа практика беше декриминализирана преку судовите, потсетува германската агенција. Уругвај се придружува на само неколку земји во светот со закон за евтаназија, меѓу кои се и Холандија, Шпанија и Канада. Почитувани, благодарам што погледнавте уште едни вести на Слободен печат. Повеќе информации побарајте на slobodенpečat.bk.